Јас сум од Струмица, овде сум веќе трет ден, со цел да ја изразам моето незадоволство од оваа влада и ќе останам овде се докато не си оди. Времето во кое живееме е неподносливо, граѓаните се на просечки став и мора нешто да се смени. За еднината се работи, за заедничкиот соживот, за подобра еднина на Македонија. Се надевам што поскоро оставка на владата. Зашто сме тука? Па да го поддржиме протестот, на граѓанскиот протест. Од аспект на граѓани, поддржуваме. Атмосферата е одлична, значи бевме и на митингот, да не речам митинг протест. Одлична беше атмосферата, се виде дека сите доброволности дојдоа, се протече во најдобар ред и целата наша поддршка ја имаат сите граѓани од сите вероисповести. Тоа е најубавото нешто, заедништвото. За да го слушиме режимот на Груевски, кој веќе 9 години го малцетира овој македонски народ со неговите идеи кои не се согласуваме и мислам дека ваков премиер на држава не ни е потребен, бидејќи со сите објавени бомби кои беа на господинот Заев, ние и претходно ги знаевме сите овие ситуации, но меѓутоа сега веќе стануваат многу појасни. Да се возат мерцедеси од 600.000 евра, за да има камери да се снимаат децата и да им биде интересно да гледаат цртани филмови, а некои да брчкаат по контейнери да бараат храна, мислам дека не е во ред. Не е во ред. Има и многу закажување. Скопје 2014. За кого? Што? Што направи? Ни го унакази градот кој ние стари скопјани си го познаваме и во кое светло. Се правдаше за името. Значи виновен е и за името. Се виде кои се патриоти, кои не се патриоти. Останувате тука? Остануваме се додека не си оди. Без разлика што имаме контрапротести, без разлика што имаме и контракампови, но меѓутоа, било што да се случи, јас сум спремна пред мојата зграда да кампувам, да земам шатор, најубаво ќе ми биде. Нема да плаќам ни струја, ни вода, ни телевизија, нема да ми доаѓаат извршители дома, нема да ми ги блокираат сметките. Така да мислам дека не е во ред и мислам дека еднашка за секогаш треба да престани ова и редно му е, он си го виде, народот ги виде граѓаните колку му излегоа. Значи ние бевме сплотени, ова е граѓанска иницијатива. Без разлика може има и партиски определени, но меѓутоа он ги тераше. Зашто го огради просторот за да се види колку народот ги тера, ги плаќа по 1000 денара да седат? Многу ми е мило после тоа што го покажавме во неделата заедништвото, за слобода. Значи се изедначија сите луѓе, стана само луѓе, стана само слободоумни и слободолюбиви луѓе. И тоа се докажува сега овие денови и овие вечери пред влада, има интересна програма, сите се заедно, јас сум позитивно изненаден од себе, овој ги повикувам останатите слободно, дојдете да се дружиме. За слобода, демократија и правда. И ќе издржиме до крај. Не си одиме додека не си дае оставка. До последен момент тука сме. И само оставка и ништо друго, никакви приговори не прифаќаме.